би сакала да проговорам за Законот за граѓанска одговорност за навреда и клевета, иако морам да кажам дека и на самата седница забележав дека нема представници на релевантните новинарски асоциации, нема новинари, а мислам дека во инклузивен систем мораше да ги има. Значи, интересен текст, бидејќи во 2012 година, да ве вратам назад, се декриминализира навредата и клеветата и јас одговорно тврдам дека и денеска има сериозни демократски држави во кои навредата не фигурира како дело. Зошто сега овој текст предлагачот, Министерството за правда, се повикува на експертски мисии, на пресуди на Судот за човекови права, на детектирани проблеми во овие 30 години, на ставови и мислења на суди, здруженија на новинари, односно на ЗНМ, на Советот за етика во медиумите, посочувајќи ги како инспиратори и иницијатори за донесување на нов закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета. Ама јас во мојата дискусија посочив дека би сакала да ги чујам нивните ставови во текот на расправата, односно дебатата. Повторно, законот е закитен со европско знаме, неосновано, и вистинската причина не е потребата за хармонизација со европското право, туку дислокација од Комисијата за политички систем, како надлежна за овој закон, во суперкомисијата, Комисијата за европски прашања. Дека нема основ, доволно зборува следниот податок. Именно, во целиот закон, единствено усогласување е со членот 28 од Директивата 2010 на Европскиот парламент и на Советот, инаку се работи за Директива за аудиовизуелни услуги. И сега мене навистина не ми е јасно како може ова да биде алиби за да се најде законот на Комисијата за европски прашања. Иначе, кога веќе го споменав усогласувањето, да кажам дека во членот 28 се зборува за остварување на правото на одговор или правен лек на физичко или правно лице чии интереси, углед и добар глас се повредени, но се наведува и дека не треба да се наметнуваат неразумни услови и предпоставки. За еден неразумен услов и предпоставка, веќе чувте, замислете дека може да се најде физичко или правно лице, да треба да одговара, затоа што критички осврт, критички се однесува кон некого. Ова мене ме подсетува на фазата во крајот на 80-тите години, кога беше укинат вербалниот деликт, сега како да се враќа со овој закон. Понатаму, што е тука чудно? Номотехничка катастрофа, во законот нема поимник, наместо поимник, кој секогаш е напред во текстот на законот, екзистира еден член, членот 5, кој што има наслов значење на законските изрази со се на се 5 става. Сами може да заклучите дали е тоа во согласност со номотехниката или правното пишување. Понатаму, во воведот предлагачот се повикува на покрај на директивата, на низа документи, да не ви говорам за начинот на кој што се цитирани, само еден пример. Вака вели: коментари на ревидираниот нацрт закон за граѓанска одговорност за навреда и клевата и нацрт законот за изменување на криминалниот законник. Мислам дека фројдовски е синдромов, кога наместо, значи, криминален законник, и цитира автор.
Дури и во презентирањето на појдовните позиции, а тие се врзани за слободата на мислата и слободното изразување на мислата и говорот, има многу грешки. Авторите, како да не знаат дека слободата на мислата и слободата на изразувањето на мислата, заедно со уверувањето и совеста и вероисповеста, не можат да се ограничат дури ни за време на воена и вонредна состојба. Всушност, значи, така вели членот 16 од Уставот. И членот 54, значи, во членот 16 од Уставот се зборува за слободата на говорот и слободното изразување на мислата, а во членот, што го споменав, 54, се утврдува неможност за ограничување на слободата на уверувањето, совеста и мислата, дури и за време на воена и вонредна состојба. Понатаму, кога ќе го прочитате членот 3 од законот, а тој се однесува на основните начела на законот, ќе се соочите со една целосно нејасна формулација, која е очигледно превод од англиски или од француски. Го споменав еден од најконтраверзните членови, членот 6, во чиј став 1, вака се вели, се одговара за клевета, дури и за негативно мислење, што асоцира, како што реков веќе, на вербален деликт. Членот 7 е исто така посебна приказна, бидејќи не е усогласен дури ни со Уставот, односно со членот 64 од Уставот. Зошто? Затоа што во Уставот се вели дека ние, пратениците, имаме материјален имунитет и дека не можеме да бидеме повикани на кривична одговорност или притворени за искажано мислење или за гласање во собранието. Но овде, во наброените основи, на крајот се вели дека освен ако во тоа немало зла намера. Неверојатно нешто. Во членот 8, замислете, на неколку места се употребува некој си глагол пронесува, не знам што значи. Понатаму, во членот 11, кој што се однесува на вас, новинарите, се вели дека новинарот нема обврска да го открие својот таен извор. И јас реков дека воопшто нема потреба да стои таен извор и јавен извор, бидејќи извор си е извор и ниту еден новинар не смее да биде должен да го открие изворот. Впрочем, и самиот наслов е заштита на изворот на информациите. А сега се соочуваме со таен извор. Она што исто ме чуди е, што во текстот воопшто не се споменува медиацијата, бидејќи кога се во прашање на вредата и клеветата, најчесто, доколку не дојде до извинување или за да дојде до извинување, наместо по судски процедури се посега по медиација. Всушност, во текстот се посочува дека во изработката учествувало и ЗНМ, ама јас го најдов текстот на ЗНМ, во кој што се вели што поскоро да почне изработка на нов предлог закон за граѓанска одговорност за навреда и клевета, ама многу убаво пишува дека делот за медиацијата треба да е облигаторен со цел да се исцрпат сите механизми пред да настане судската пресуда, бидејќи ние сме познати како парничарска нација. Исто така, би сакала со експерти, со новинари, да имам шанса да разговарам за висината на предвидените надоместена штета во членот 18, зашто тамо се вели најмногу 400 евра за нематеријална штета од навреда или клевета сторена од новинар, 2000 евра
ако е тоа од уредник или негов заменик, или 5000 евра, ако е од правно лице. Јас би сакала експерт да ми посочи дали се овие казни соодветни. Зборувам за експерт, значи од сферата на казненото право и граѓанското, ама би сакала да ги чујам и новинарите, би сакала да ги чујам уредниците, правните лица, што мислат за ваквото санкционирање. Членот 21 го регулира рокот за поднесување на тужба и тој изнесува 3 месеци од денот на дознавањето од страната на тужителот. Само главните акценти ги кажав, да повторам. Во ова собрание, кое е воз без возен политички воз без возен ред, затоа што е единственото собрание, единствениот парламент во кој што нема календар. Календарот зависи од првиот човек на собранието, не се почитуваат роковите за 10 дена предходно и 5 дена за комисија да можам да се подготвам, некому тоа му одговара и, впрочем, замислете, истовремено јас морав да се борам со законите на Њутон, затоа што истовремено течеше и комисијата за политички систем и комисијата за европски прашања, а прашањата, дневниот ред, беа поставени предходниот ден. Некој овде не сака подготвени пратеници. Некој овде не сака дебата. Некој ова собрание сака да го трансформира во сала за вежбање, односно за кревање раце. Фрлете поглед на бројот на пратениците што дискутираат. Ни половина од 120. Фрлете поглед на бројот на пратениците што дебатираат за време на расправата во комисиите од различен тип. Тоа не е парламентарна демократија. Не може председателот, тој по деловникот може каде сака да го прати законот, иначе тоа е непознат феномен во парламентарната процедура, бидејќи точно си се знае, тоа генералните секретари го определуваат, не политичарите, кој закон каде ќе оди. Ама во деловникот точно пишува кога еден закон ќе се упати на комисијата за европски прашања. Само ако се работи за хармонизација со аки комунитер. Сите закони, од кои најголемиот дел треба да одат на политички систем, впрочем предлагач е овде Министерството за правда и неговиот патокас е кон политички систем, не одат тамо, туку се упатуваат во фамозната комисија за европски прашања. Зошто? Заради тоа што тамо може да се функционира во скратена постапка. А тоа е рај за ексклузивен модел на донесување на закони. Ние треба да гласаме по сопствено уверување и да ги представуваме граѓаните. Ама нив овде ги нема. Не е само ковидот причината. Има еден друг ковид од кој што страда парламентарната демократија. И затоа јас решив, на примерот на овој закон, да изнесам некои дилеми. И последната дилема, како да не знаат до таа мерка, верувајте ми, е паднат квалитетот во администрацијата, што за некој кој што предава уставно право, е шокантно да види дека во членови пишува како ние при одлучувањето за навредата и клеветата ќе се тргне од предимството на Европската повелба за слободите, за човековите права и така натаму закон. Видете, Уставот јасно кажува дека
ратификуваните во согласно со Уставот, готово завршувам, документи или конвенции се составен дел на правниот систем. Што има ние во закони да пишуваме норми кои во ниту еден закон ги нема? Повелете. Да ви кажем нешто, веќе во самата дебата, во која сами си дебатиравме ние меѓу себе, господјата пред мене не дебатира, ама реплицира. Да. Значи, сами си дебатиравме, представникот на владата, на Министерството за правда, двајцата представници, рекоа дека е јасно дека нашите забелешки држат и дека ќе размислат за корекција. Ние не можеме да им наредиме да го повлечат законот. Да бев јас на нивно место, веднаш ќе го повлечат законот. И во друга процедура ќе го носев, токму од овие причини. Меѓутоа, само од нив зависи. По мене, начинот на кој што е пишуван законот, формулациите, бидејќи реков има држави во кои навредата не е ни дело. Сте ме чуле мене честопати, кога велам дека може би некогаш сум се чувствувала навредена, ама новинар никогаш нема да тужам. Тоа ми е безсмислено. Безсмислено ми, ако сакате да ја потикнете слободата на мислата и слободното изразување, зашто се работи за нешто најважно. Овде постои закана по најважното. Човекот не е човек, новинарот не може да е новинар ако не може слободно да размислува и да ја критикува. Сега овде, ако и критиката, односно негативното мислење може да биде основа за навреда или за клевета, не знам што да кажам друго. Па се разбира дека критичкото мислење е вистинското мислење. Сега ние ќе го глорифицираме ли македонското општество и македонскиот политички систем? Нема корис од обожаватели новинари, само од критичари. Истото важи и за луѓето, ама власта никако да го свати тоа. Значи, не знам, треба да ги прашате нив, но фактот што е упатен законот на Комисија за европски прашања, а не на Комисија за политички систем, зборува за идеја час поскоро да се донесе. Како не? Да. Веднаш може да се разреши. Видете, ако го нема председателот на Комисијата за избори и именувања, има заменик на председателот. Ова важи и за сите комисии. Иначе не верувам дека на опозицијата ја одговара да блокира. Очигледно се работи повторно за некоја, бидејќи кога ќе замине некој од власта, ќе треба повторно од мнозинството да биде председателот. Ке да е политичкиот пазар во прашање или некакви несогласувања. Инаку, денеска може да функционира оваа комисија како и сите други. За жал, собранието во случајов блокира работа на државни органи. Кога веќе споменавте, Уставен суд со 5 судии не е Уставен суд. 9 треба да има. Да не говориме за замениците на народниот правобранител, да не говориме за другите органи.
Неверојатни работи се случуваат овде. Иначе, околу самата комисија за избор и именување, кога веќе ја споменавте, по деловникот, таа комисија мора да се формира на конститутивната седница. Сетете се дали беше формирана? Не беше. Зошто? За да не може таа комисија има надлежност да може да предложи кандидат за председател на собрание. За да остане пазарот внатре, ние немавме комисија за избори и именувања. И тоа врви во ваково општество и политички систем. Само ако заменикот не сака тоа да го стори. Иначе, кога веќе ме прашавте, мислам дека подлабока е причината. Причината е околу личноста на еден пратеник од БЕСА, инаку квалификуван пратеник, целосно запоставен, иако е подпредседател на собранието, и во деловникот пишува дека председателот треба подпредседателите рамномерно да ги ангажира. Не, тој е елиминиран, освен во ситуацијата кога требаше да се оневозможи расправа за гласање на недоверба на владата, тогаш осамна тој пратеник за да нема 61 глас. Ете тоа е. Но па видете, ама пратениците, веќе реков, дека одлучуваат по собствено уверување. Зошто да не може тој пратеник да биде тамо, бидејќи и тој може да го прави мнозинството. Одлична ви е забелешката, зашто знаете што е заклучокот? Па дека ние, ако однапред знаеме кој како ќе гласа и дека нема да излезе од партискиот шинел, дајте да ги укинеме сите комисии, бидејќи јас мислам дека сум гласала и поинаку од другите и тоа важи и за господинот Зендели. Ајде. Не се работи за убедување од страна на пратеничката група на ВМРО ДПМНЕ. Се работи за ветување кое го дала оваа коалиција при формирањето на владата на помалите коалициони партнери. Впрочем, тоа беше и дел од програмата. ВМРО ДПМНЕ, односно пратеничката група, сега вели дека нема проблем, ајде да седнеме, да разговараме веднаш за сите прашања, меѓу кои и за, например, и јас имам аргументи за и против една изборна единица. Меѓутоа, дајте да дебатираме, а не непосредно пред изборите, како венецијански трговци, наместо една година предходно или во предходните 6 месеци, ние наврат наглава да ја менуваме изборната регулатива. Идејата беше, ајде да седнеме, да ги видиме компаративните искуства, да ги испоредиме решенијата и сосема е легитимно, легално да си имаат партиите своји предлози. Демократија значи диалог, дебата. Немало политика додека бил сам Робинзон Крусо. Кога се појавил Петко, настанал судир. Тука е логиката, ние тоа треба да го стимулираме.